Добре дојдовте во роамингот на Европската Унија, на англиски и на украински. Беше дел од Твитер пораката на Европската комисија, кога Брисел најави укинување на трошокот за граѓаните на една од најновите земји кандидати за Европската Унија. Здраво, пријатели од Европската Унија, беше дел од Твитер пораката на делегацијата на Европската Унија во Молдавија, кога на 1 јануари, заедно со Украина, на двете земји и формално им беше укинат роамингот. Украина и Молдавија стигнаа до оваа значајна поволност за граѓаните откако станаа кандидати за членство во Европската Унија во 2022 година. А Македонија? Македонија е земја кандидат од 2005 година и се уште не е дел од системот на Европската Унија, наречен роаминг како дома. И не само земјава, ниту една друга држава кандидат од Западен Балкан нема бесплатен роаминг со Европската Унија. Дали станува збор за неиницијативност на домашните политички елити кои не си ја завршиле работата? Или можеби Европската Унија има фаворити меѓу кандидатите? Еве што мислат македонските граѓани. Мислам дека треба да го добиеме, пошто сме многу подолго време чекаме нели за Европа, а ние како млади шетаме ни треба. Значи потребно е да го имаме бесплатно, да можеш дома да се јавиш било каде од светот за бесплатно. Кога одите во странство менувате картички или? Плаќаме роаминг, не менуваме картички, него едноставно плаќаме поголеми сметки кога ќе се вратиме дома на крајот на месецот. Мислам дека и ние заслужуваме да имаме роаминг, бидејќи веќе долго време одиме кон таа Европа и мислам дека со тоа што ќе ни дозвола ние да имаме роаминг во Европа, ќе бидеме само еден чекор поблиску. Така, кога одите во странство менувате картички или како го плаќате роаминг? Обично менувам картици, зависи во која држава сум. Што очекувате? Македонија е сепак така ни трета класа држава, не е така да... Фер или не е фер? Не е фер, затоа ви тоа. Македонија е кандидат од 2005-та, нели беше логично по тој принцип Македонија да биде дури и пред овие две земји? Би се согласил со вас ако денеска бевме и држава членка. Темата ја отворивме и со надлежниот, министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Тој одговори дека идејата е ставена на маса со стартот на берлинскиот процес, но не е реализирана поради два клучни аспекти. И моите претходници и претходните влади се обидувале на некој начин да дискутираат, но ќе дојдам до тоа дека за жал не беше завршена домашната задача. Вториот аспект, политичкиот, сметам дека потекна од Украина заради кризата и беше вграден во договорите со Украина и со Молдавија во моментот кога тие беа потпишани. Кај нас и кај Црна Гора и Албанија нема потпишано таков вид на договор, што значи ќе треба билатерално да се договараме. Под незавршена домашна задача, објасни Андоновски, мисли на неколку регулативи на Европската Унија кои минатите влади требало, но не ги пренеле во македонското законодавство. Ние направивме еден голем чекор со донесувањето на Законот за електронски комуникации во текот на 25-та. Следното логично прашање беше, ако се донесени законските измени, зошто граѓаните на земјава не уживаат или нема најава за роаминг како дома? Од јуни до декември работевме на доусогласување. Ама само ја следам логиката на тоа што го зборувате. Велите од 2018-та сме знаеле што треба да направиме? За жал, никогаш не е направен акцијски план, можеби не бев доволно јасен. Од 2018-та до 2025-та немало во државава акцијски план што е потребно да направиме за да стасаме до роаминг како дома. Ние направивме 4 гап анализи во текот на втората половина на 2025-та, во кој што точно знаеме кој член од која од регулативите треба да се пренесе како измена на закон, а кој член треба да се пренесе како измена на дополнително треба да се менува законот за електронски комуникации. Законот за електронски комуникации, најдоцна до февруари ќе го завршиме процесот на промена на законот за електронски комуникации. Зошто сега во декември не го направивте тоа? Не беа готови гап анализите. Или со други зборови, земјава има уште домашна работа за да ја префарли топката во дворот на Брисел, кога станува збор за роаминг како дома. Но без разлика на тоа, се обративме и до делегацијата на Европската Унија. Во однос на тоа кој е реалниот рок за земјите од Западен Балкан да имаат роаминг со Европската Унија по цени како да се дома и кои се предусловите за да се дојде до вакво решение, од делегацијата велат. Прво мора да се исполни правната усогласеност. Покрај тоа, земјата кандидат мора да го докаже својот капацитет за следење и спроведување на заедничкото европско право за роаминг. Комисијата ги поддржува партнерите од Западен Балкан во овој процес. Во оваа фаза нема утврден рок за завршување на процесот.
Прашавме зошто Украина и Молдавија ја добија оваа придобивка пред Северна Македонија, а оттаму одговараат дека целиот процес со роаминг како дома е започнат после 2017 година. Аранжманите за роаминг како дома во Европската Унија беа воведени во 2017 година, а дискусиите за вклучување на земјите кандидати започнаа после тоа. Вклучувањето на Западен Балкан е дел од пошироки напори како дел од тековната предпристапна поддршка на Европската Унија и планот за раст, усвоен од Европската комисија во ноември 2023 година, со цел подобрување на економската интеграција со единствениот пазар на ЕУ. Целосната имплементација зависи од усвојувањето и спроведувањето на потребните реформи од партнерите од Западен Балкан и од усогласувањето со законодавството на ЕУ за роаминг. Украина и Молдавија ги исполнија споменатите услови до крајот на 2025 година. На прашањето дали треба да се очекува заедничка одлука за Северна Македонија, Албанија и Црнагора, или оваа придобивка не зависи од другите, од Европската Унија велат. Режимот роаминг како дома би се применувал за секоја земја поединечно врз основа на незината усогласеност со законодавството на Европската Унија за роаминг и капацитетот за спроведување, додека процесот може да се одвива паралелно за неколку партнери од Западен Балкан во зависност од нивната подготвеност. Бидејќи процесот е сложен, комисијата во моментов го проценува најдобриот пристап што треба да се следи. За сега утешната награда е што земјите од Западниот Балкан со посредство на Европската Унија започнаа меѓусебен диалог кој меѓу другото доведе до укинување на роамингот меѓу Македонија, Албанија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина и Црнагора во 2021 година. Барем за во тој дел од комшилукот, повеќе нема потреба од вообичаената гимнастика на купување сим картичка веднаш штом се влезе во друга земја, за да се избегнат скапи повици и интернет кога сте на пат.